Го следите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е министерот за здравство Венко Филипче. Министре Филипче, еднаш кажавте дека децата кои што не се вакцинирани против морбили не може да се запишат на училище. Исто така ветувавте дека ќе се набават маски против загадениот воздух за хронично болните, но тие се уште не се доделени, иако имаме период на рекордна загаденост. Дали пропуштивте да ги направите овие работи во моментот кога се најпотребни? Не, најавата за тоа да биде вакцинацијата задолжителна ја кажавме уште на почетокот на минатата година. И излезе дека сме во право и од тоа воопшто ниту отстапивме во меѓувреме, ниту ќе отстапиме. Знаете, станува збор за еден процес кој што го започнавме со кампања за вакцинација уште во месец март минатата година, кога започнавме со кампања за подигање на свеста за бенефитот од вакцинација, свесни за силното влијание на антивакциналните кампањи и сериозниот пат на опфатот со вакцинација, кој што дојде време да го наплати данокот во форма на враќање на болести кои што кај нас одамна биле искоренети. Започнавме процес кој што значеше освен постепено подигање на свеста и набавка на нови типови вакцини. Го зголемивме буџетот за вакцини за 30% и затоа во календарот од оваа година, 2019, ќе има две нови вакцини кои што ги имаат најразвиените европски земји и два постари типови на вакцини се заменети со комплетно нови. Во однос на маските излеговме како препорака за една интервентна мерка, соочени со нешто што доаѓа како резултат на многу долги години за поставено прашање. Тоа загадувањето кај нас не се третирало наназад со години и оваа влада, освен што ние како Министерство за здравство излеговме со оваа најава, меѓутоа не успорија законските постапки, пошто знаете дека тие траат и очигледно дека мораме да ги запазиме заради тоа што тоа мора да биде така како што треба и ние тоа ќе го испорачаме. Вие објавивте на Facebook дека ја вакциниравте вашата внука, но потоа имаше реакции на Facebook дека тоа не е вакцина против морбили. Дали има грешки кај вашата PR служба во кампањата за докажување на безбедноста на вакцините? Секогаш е добро да се покаже со личен пример дека нешто е вистина, дека нешто е вистински чекор и дека нешто е вистинска политика. И во таа насока беше вакцинирањето на мојата мала внука, која што за жал е се уште мала, не може да биде вакцинирана со вакцината од морбили, меѓутоа и објавата беше во насока на тоа дека ние како здравствени власти ги уверуваме сите граѓани, целокупното население, родителите на малите деца, дека вакцините се квалитетни, добри, дека процесот на вакцинација е апсолутно безбеден. Значи, мојот чин беше во однос на сите овие аргументи заради тоа што сакаме да ги увериме сите дека е тоа процес кој што мора да се запази заради тоа што има болести кои што се искоренети благодарение на процесот на вакцинација и благодарение на тоа што само висок опфат со вакцинација значи еден колективен имунитет кој што ние вакви случаи повеќе нема да имаме. Но реакциите се однесува и на тоа дека не се прават кампањи со делумни информации затоа што иглата при вакцинацијата била со капаче. Станува збор за еден адаптер кој што практично се надоврзува на шприцот и потоа е иглата која што така беше очигледно аголот на сликање да самата игла не се гледаше. Но знаете, многу се сериозни антивакциналните кампањи. Тие се сериозен ризик за грозување на јавното здравје. За да се каже таква работа, за да се верува во таква работа, мора да се има предвид дека се загрозува колективниот имунитет заради тоа што се компромитира вистинската порака. А сето тоа, дека е тоа капаче, дека вакцините се поврзуваат со различни болести, дека постојат искуства дека одредени болести се поврзани со вакцините, се лажни вести.
Лекарите продолжуваат да се заминуваат од Македонија. Тие посочуваат дека се заминуваат не само поради платите, туку и поради лоши услови на работа, непотребни гужви, расипани апарати, неможност за напредување, делење на позиции според партиска припадност, а не според стручност и знаење. Што правите за да ги подобрите овие состојби во здравството? Ги плативме за прв пат специализантите. По апсолутно ни една основа, неподелени. Вкупниот број на специализанти добија надоместок за сопствената работа. Околу 400 луѓе, не дискриминирани до по една основа, ни по партиска, ни по било каква друга. Сите специализанти си ги добија парите за сопствениот труд. Инвестиравме во нови средства за да се обезбедат нови вработувања. Во 2018 година во јавно здравствениот сектор во Македонија се вработени вкупно 3200 луѓе, најмногу доктори и медицински сестри, и ние со тој тренд ќе продолжиме и оваа година. Се зголемија платите. И нема тука да запреме. Ова е тренд кој што продолжува понатаму, се додека ние не го исполниме ветувањето, платата основно на лекар специјалист биде 100.000 денари и да сериозно се зголеми платата која што земаат и медицинските сестри. Но тоа е само едниот аспект, заради тоа што докторите не заминуваат само заради примањата, заминуваат и заради условите на работа, и заради тоа ние преземаме сериозни чекори и ќе започнеме со инвестиција во новиот клинички центар. Свесни дека овој стар кампус не може да ги задоволи овој условите, дека не може да обезбеди инфраструктура во која што може да се дадат и нови техники на работа, дека е тоа еден кампус на навистина стари згради. Ние сме сериозно напреднати у процесот на идентификување на локација и наоѓање на партнери за изградба на новиот клинички центар. Освен тоа, еден многу значаен сегмент, а тоа е почеток на јавно-приватните партнерства, кој што ќе значи отварање на постојната приватна инфраструктура, односно приватни болници, за нашите лекари, односно за нашите пациенти. Многу од болниците во Македонија не исполнуваат ниту минимум од условите за работа според бројот на вработени лекари. Таков е случајот со Гевгелија, со Кавадарци и други градови. Што правите да се надмине овој проблем со оглед дека има недостиг од анестезиолози, хирурзи и друг лекарски кадар? Веќе се решава, како што спомнав, со прием на нови лекари, огромна бројка на лекари и медицински сестри се прими во тек на 2018 година, но правиме и така наречен систем на ротација, односно од скопските клиники лекари одат на престој во болниците каде што недостасуваат лекари од нивната специјалност и таму поминуваат по 1 до 2 недели. На тој начин комплетно покривајќи ги потребите за таа специјалност и за таа услуга во болницата во која што таков кадар недостасува. Ние промовираме јавно-приватно партнерство во здравството, а Хрватска промовира партнерство на јавното здравство со локалната самоуправа. Како го коментирате случајот на докторката од Македонија која се јави на оглас во област на Хвар во Хрватска, каде локалната самоуправа обезбедува сместување и дополнителен паричен бонус, а фондот плата? Мислам дека начинот не е добар. И веднаш ќе ви објаснам зашто сметам дека не е добар. Станува збор за многу мало место. Ја прочитав објавената сторија, меѓутоа станува збор за некое место кое што има многу мал број на жители. Практично капацитетот на таа докторка нема да биде искористен, затоа што нема фреквенција на давање на медицинска услуга. И затоа ние во наша земја веќе промовиравме и пилотиравме еден модел кој што ќе го прошириме и во други места. Пилот проектот е во општината во Кочани, а тоа се така наречените мобилни сервиси. Станува збор за доктори, односно медицински сестри, кои што се тренирани да дадат медицинска услуга нешто во смисла на парамедикс, а тоа се, знаете, овие програми за пружање на медицинска помош на самото место, при тоа доближувајќи ја медицинската услуга до граѓаните, блиску до нивните места на живење или во самите домови. При тоа ја користиме инфраструктурата на амбулантите кои што се веќе празни, заради тоа што доктори и сестри одамна или заминале во пензија, или никој не е заинтересиран да работи на тоа место, како што овој пример кој што го кажуваат. Го спомнавте новиот клинички центар, на секој неколку месеци се најавува нова локација.
Во почетокот се посочуваше Бардовци, потоа Визбегово, а сега се споменува Ѓорче Петров. На што се должи тоа? Од секогаш била една алтернатива на сегашната локација, тоа е населбата Злокуќани во општината Карпуш, согласно генералниот урбанистички план. Меѓутоа, со тоа со што ние се соочивме, беше огромен број на приватни парцели, што го правеше целиот процес на експроприација, обезбедување на земјиштето да биде државно, исклучително скап. И затоа, во потрага по друга алтернатива, стигнаа понуди од општината Ѓорче Петров и од општината Петровец. Може да кажам дека најсериозна предност во овој момент има локацијата во Ѓорче Петров. Заради тоа што станува збор за целосно државно земјиште, со целиот процес го прави многу поевтин и многу побрз за да се дефинира ова место кај што ќе се гради новиот клинички центар. Ви благодарам на разговорот. Благодарам. Го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.